Здраво на сите тука, Данови, добродојавте во Devotional број 20. Се надам дека не е утнов бројката на овие видеа, го читаме Божјото Слово, се молиме заедно, го сподобуваме Евангелието заедно, но ми треба твојата помош денеска. Ми требаш ти да го споделиш ово видео, да кликнеш на копчето сподели, на копчето share, шерни го на стори, прати го во порака, стави го на твојот зид, прати го било каде овоа видео, бидејќи тука ќе биде споделено Евангелието, а Евангелието е веста која што спасува, а веста е вест само кога комуницираме. Ако остане овоа видео без гледано, тогаш не е вест, веќе не е Евангелие, туку останува само факт. А веста станува вест кога е споделена кон луѓето околу нас, према луѓето околу нас. Денеска ќе очитаме Божјиот збор, Евангелие според Јован 12 глава, 1 до 8 стих, малку помалку стихови од претходните видеа. Возбуден сум, има прекрасна порака која што Бог ја има спремено за нас. Не јас, Бог ја има спремено за нас. Пред тоа, дозволи ми да се помолам за тебе. Фала ти, Господе, за тој човек кој што сега ме гледа од таа страна на екранот, Господе. Фала ти за неговиот живот, фала ти што го имаш создадено тој човек толку прекрасно, Господе. Што си го замислил уште пред почетоците на светот, да сега зачекори на оваа земја и сега го слушне Твоето Евангелие, Господе. Те молам, допри го неговото срце, омекни го неговото срце, зборувај му директно, Господе, за тоа кој си ти, некои луѓето велат дека си ти, туку кој ти си вистински, Господе. Благослови го неговото семејство, неговите деца, неговите родители, неговите браќи и сестри, Господе, неговите пријатели, против војска ангели, да ги чуваат, Господе, да бдеат над нив. Изборувај преку мене, Господе, на ова видео. И ова го барам во Твоето семе во име Исус. Амин. 12 глава од 1 до 8 стих. На 6 дни пред Пасха дојде Исус во Витанија, каде што беше умрениот Лазар, кога го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние кои што седеа на трпезата. А Марија зеде литар чисто скапоцено миро, ги помаза нозете Исусови и ги избриша со косата своја нозете негови. А куќата се исполни со мирис од мирото. Еден од учениците негови, Јуда Симонов Искариот, кој подоцна го предаде, рече: "Зашто не се продаде ова миро за 300 денари и тоа да се раздадеше на сиромаси?" Ова тој го рече не дека се грижеше за сиромасите, туку зашто беше крадец. Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што пуштаа во него. А Исус рече: "Оставете ја, таа го запази тоа за денот на мојот погреб, зашто сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш." Покрај символиките кои што ги има во овој текст, кои што го најавуваат воскресението, смртта и воскресението на Исус Христос, жртвата на крстот, има една друга порака која што верувам дека Бог ја има за тебе денеска. А тоа се наоѓа во 3 стих, каде што вели дека Марта зеде чисто скапоцено миро, ги помаза нозете негови и избриша со косата своја нозете негови, и клучното нешто, куќата се исполни со мирис од мирото. Ова е многу добра визуелна слика за тоа како ќе изгледа твојот живот откако ќе го прифатиш Исус Христос. Дека ти ќе зрачиш, ќе светиш од убав мирис на мирото кој што Бог ќе ти го даде во твојот живот. Тоа ќе биде твоето однесување, погледот на твоите очи ќе се смени, радоста ќе ти се смени. Нема повеќе да ги имаш истите грижи како што си ги имал. Не дека нема да има грижи, не дека нема да има проблеми. Различно ќе светиш и ќе гледаш према проблемите. Бурите секогаш ќе ги има. Исус не вели дека ќе има бури на овој свет, ќе има проблеми на овој свет, неволји ќе има, но не грешете се, бидејќи аз го победив светот. Исус го победи светот. А со тоа ние можеме да цветаме во овој живот, можеме да зрачиме светлина во овој живот. Тоа е разликата од животот пред и после Христос. После Христос луѓето ќе видат таа разлика. Ќе видат таа трансформација позитивна, како светиш, ќе зрачиш светлина, позитивна светлина во нивните животи. Но има едно големо но. Не секој ќе изреагира на позитивен начин за тоа. Бидејќи има луѓе кои што мислат дека знаат како е подобро. И знаат подобар начин како да стигнеш до вечниот живот, знаат подобар начин како да ги направиш работите кои што ги правиш, а тоа гледаме во примерот на Јуда Искариот, каде што тој вели има попаметна идеја зашто се троши тоа миро, нели? Зашто се прави лошо дело? Зашто ова што го правиш со Исус Христос, нели може да го направиш на друг начин, на подобар начин, каде што ти ќе помогнеш на другите или ќе направиш. Навидум добри намери ќе имаат тие луѓе. Особено религиозните луѓе, навидум добри работи ќе имаат да кажат, да споделат како ти подобро можеш да го направиш нештото. Особено кога ќе почнеш да правиш работи за твојот Бог, за Исус Христос.
работи кои што ќе изгледат луди во очите на другите. Сакам да те охрабрам да не ги слушаш гласовите на другите луѓе околу тебе. Како ова ќе биде подобро, како ова ќе биде полошо, како ова ќе биде подобро, како можело подобро да се направи, не е важно, важно е што Бог ти кажува, каде Бог те повикува и слушај го само тоа и ќе светиш, целата куќа замириса од тоа миро и местото каде што одиш ти ќе мириса на мирото кој што Бог ти го даде во твојот живот. И ќе се приметува, и луѓето ќе го приметуваат тоа, и тоа ќе предизвика негативни коментари, тоа ќе предизвикува мрчење од страна на другите луѓе, но немој тоа да те спречи. Бог те повикува денеска, доколку не го следиш Исус Христос, доколку немаш личен однос, реален однос со Него, секојдневен однос, како најдобри пријатели, како татко и син, еден интимен, близок однос со Исус Христос, денеска те повикува да го направиш тоа, чука на твојата врата на срцето и те повикува да го направиш тоа вечерва. Не чекај, денеска, односно сега е денот на спасението. Не е ни после, не ни е ветен моментот после. Не ни е ветено дека кога ќе излеземе од нашите домови или дека кога гледаш ова од кола, доколку излезаш од кола дека ќе продолжи твојот живот. Не ми е ни мене ветено ништо. На никој не ни е ветен следниот момент. Сега е моментот кој што го има. Не е вчера, не е утре, утре е денот на ѓаволот. Сега е моментот кој што Бог ни го дал. И сега е моментот кој што го имаме. Тоа е се што имаме. Сега. Затоа Бог те повикува сега. Дојди при Него. Предади го твојот живот на Исус Христос, бидејќи Тој направи се за тебе. Ќе речеш, ама добро, па тоа е премногу, како да го предадам целиот мој живот. Нели може само да си верувам, да одам од време на време на црква, па си ја читам и Библијата од време на време, разговарам некад за Бог, ќе го спомнам Господ некогаш во реченица, па нели е доволно тоа, правам добри дела. Исус вели дека јас сум патот, вистината и животот. Секој кој што ќе оди во вечниот живот мора да исчекори заедно со мене. И Бог не бара 50% посветеност, не бара 20%, не бара 90%, бара целосна предаденост, бара трансформација на животот, каде што до сега си го очекувал на овој начин животот, сега ќе очекуваш заедно со Исус на различен начин и ќе оставиш Тој да те моделира на начинот на кој што Тој ти го има замислено животот. Тоа не е контрола, туку тоа е слободување. Покорувањето пред Исус е најголемата слобода која што можеш да ја доживееш. Тоа апсолутно не е ставање синџири на твоите раце, напротив, Исус ги крши сите синџири, ги скрши синџирите кои што ги имаш во твојот живот. Може би ѓаволот те ставил синџири на страф, анксиозност, депресија, што и да е тоа. Било какви проблеми и да имаш, можеш да ги предадеш на Исус и Тој те повикува тоа да го направиш. Денеска, бидејќи јас и ти го немаме капацитетот да се грижиме во овој свет. Исус не вели ни грижете се, и кога се грижиме, не го слушаме Исус, а тоа е грев. Правиме грев кога се грижиме за сите работи, а Бог не повикува да му ги предадеме сите грижи на Него. Во молитва и благодарност да ги предадеме сите грижи на Исус Христос. А Бог те повикува денеска да зачекориш во таков живот, да зачекориш во живот со Него. И тој ќе ти го промени твојот живот. Не мора да биде совршен, не мора да станеш одредена личност пред да дојдеш при Исус. Исус не вели да дојдеме од таму каде што сме, секој од своето место да дојде при Исус. Не треба да стигнеме до некаде за да може да чекориме со Исус, за Тој да не прифати. Тој има отворена вратата. Римјаните 5 глава 8 стих вели Исус Христос умре за нас, уште додека бевме грешни, на тој начин Бог ја покажа љубовта кон нас. Колку е прекрасно тоа. Не чекаше Бог ние да станеме одредени личности, бидејќи немаше тоа да се случи. А Бог не гледа на совршен начин преку тоа што ние имаме личен однос со Исус Христос. Личниот однос со Исус Христос е тој кој што спасува. Верата во Неговата жртва на тој дрвен проклет крст, на кој што беа заковани гревовите на целиот свет, моите и твоите гревови. Умре, беше пролеана на Неговата крв и на третиот ден воскресна. Ја победи смртта, бидејќи смртта нема власт над оние кои што се со Христос. Стравот од смртта ќе стане минато за тебе и нема повеќе да го има од кога ќе зачекориш со Исус целосно. Од кога ќе се предадеш на Исус целосно. Не религиозност, не тук-там, туку чекорење во твојот живот заедно со твојот Бог и Спасител Исус Христос. Бидејќи тој е единствениот начин, а и тој е највисоката форма на живење која што ти можеш да ја имаш. И те повикувам вечерва да го направиш тоа. Вели, како да го направам тоа, ќе ми кажеш. Со едноставна молитва од твоето срце према Бог. Повикај кон Него, искрено дека сакаш да чекориш со Него, сакаш да го запознаеш и да ти се објави во твојот живот. Ветувам
твојот живот никогаш повеќе нема да биде ист. Апсолутно никогаш повеќе нема да биде ист. Доколку го игнорираш овој повик, повторно твојот живот нема да биде ист. Ама нема да биде на подобро ист, туку на полошо. Нема да биде ист. Се извинувам. Не го игнорира повикот кој што Бог ти го дава. Бог чука на вратата на твоето срце, на твојата куќа и чека да го примиш. А тоа е сега. Биде благословен, се гледаме во следно видео. Чао!